Почитувани, време е за најновото издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. На самиот почеток морам да кажам дека ми представува на вистина особена чест и задоволство, што во денешното издание на емисијата моја и ваша гостинка е пред се една дама, жена позната по својот стил и уникатност, позната по својата женственост, една од најпознатите актерки во Битолскиот народен театар, Маја Андоновска-Илиевски. Здраво пред се, добре дојде во мојата емисија и ти благодарам за времето што го одвои. Јас ти благодарам на поканата и на убавите зборови со кои што ме најави пред гледачите на Мега телевизија. Така се надевам дека во наредните 30 на минути ќе имаме на вистина убав разговор. Целта на мојата емисија е што поблиску да те доловам до нашите гледачи, иако сметам дека битолчанија и пошироката јавност на вистина добро те познаваат, бидејќи имаш оставено свој печат во македонската јавност, но еве за останатите гледачи кои што не се доволно информирани и за тебе како личност, но од друга страна и од професионален план, поблиску да те доловиме. Пред скоро време се врати на штиците што живот значат после една година пауза заради убава работа пред се оствари, можеби би рекла, во најзначајната улога во твојот живот, тоа е мајка, стана мајка. Ете, пред се би сакала да те прашам какво е чувството кога повторно после година дена пауза, можеби повеќе од година дена, ќе зачекориш на штиците што живот значат. Чувството е неописливо убаво, затоа што точно е дека мајчинството е еден навистина посебен момент за секоја жена и можеби најубавата работа која што ми се случила во животов, најчистата и најсилната љубов што сум ја почувствувала, но веќе во еден одреден момент како моето дете растеше, почна многу да ми недостига и театарот. Така што враќањето беше со голема возбуда, со голема среќа, посебно затоа што тоа се случи со еден режисер со кој што навистина посакував повторно да работам еден ден во животот и мислам дека враќањето ми се погоди како кец на 10, како што велат старите, затоа што првата премиера ми беше со Александар Баргман, веднаш потоа ми се случува уште еден мој омилен режисер, тоа е Андра Шурбан, со кого работам во моментов, и мојата мисла е дека ако вака ми е враќањето, се надевам дека на уште поспектакуларни продолжетоци на овие штици што живот значат. Така, дај Боже и така да биде. Позади себе имаш голем број на улоги, но ете, како што кажавме, можеби најважната улога во твојот живот е токму мајчинството. Кажа дека тоа е навистина посебна и голема љубов, но како се снајде во самата улога на мајка? Претпоставувам дека снаоѓањето кога една жена станува мајка доаѓа природно, исто како што целиот тој процес на 9 месеци припрема, една психичка припрема на тоа дека животот навистина добива една нова смисла. Понатаму влијае на сето тоа како ќе растиш заедно со тоа дете. Мислам дека добро се снајдов. Не знам како немав ништо специјално, никаква посебна помош со оглед на тоа дека минатата година, цела година ја поминав сама со сопругот и со детето во Скопје. И можеби уште поубаво што тоа беше така, затоа што сама ги искусив сите убави и помалку убави работи што ги носи мајчинството. Така, факт е дека нели мајчинството, односно доаѓањето на свет на ново дете го променува од корен животот на еден родител. Да. Она што ме интересира еве со оглед нели од една страна тука е мајчинството, но од друга страна тука се работните обврски кои што ги имаш во Народниот театар. Како поминува еден твој ден? Кои се оние тековни обврски кои што ги имаш во текот на еден ден? Верувам дека се различни со оглед нели на работните обврски кога ги имате тука во театар, дали подготвувате нова представа или слично? Со оглед на тоа дека јас се вратив во театар со почеток на подготовка на нова представа и тоа веднаш после неа ми се случува уште една. Можеби не очекував толку турбо период. Дефинитивно, ако претходно мислев дека живеам еден многу турбулентен живот, исполнет 24 часа, тогаш не знам како би го дефинирала она што сега ми се случува. Значи, покрај тоа што, како што сега споменав, работам во Битолскиот народен театар, паралелно работам на уште една представа во Интимен театар со режисерката Софија Ристевска, што значи моментално паралелно работам две представи и играм најважната улога на светот со мајка, сопруга се разбира, и тоа е во еден момент
понекогаш и ме плаши дали денот ќе ми престигне да ги направам сите работи кои што треба да ги направам. Најважно ми е барем неколку часа да успеам да му посветам внимание на мојот син, затоа што не сакам тој во никој момент од денот да почувствува дека е запоставен во однос на тоа дека јас посветувам повеќе време на работата, иако морам да признам дека јас театарот и работата многу ги сакам и се надевам дека дури сум млада и дури можам, нема да треба да правам компромис помеѓу едното и другото, но ќе успевам да се снајдам. Денот како ми започнува, значи се будам, го будам и затоа што син ми како мене е спанко, значи ние немаме проблем со тоа рано станување и така натаму, значи моето дете станува кога станувам јас, тоа може да биде во 10 часот, 11, 12 на пладне. Значи тој спие исто како што спијам јас. Значи во зависност како треба, ако треба да доаѓам на работа, јас се будам порано, се спремам, го будам него, веднаш потоа доаѓа жената која што моментално ми помага и го чува. Значи ги оставам, давам инструкции што како би требало да доручкува и ова она, заминувам на проба. Најчесто пробите траат од 10 до 2 часот, значи некаде по пладнето околу 3 часот сум повторно дома на некој час. И сега, зависност дали имам вечерта представа или проба, повторно се враќам во театар и тоа е така и се враќам од театар, преземам дете, го заспивам, го капам сите тие домашни обврски кои што треба да се завршат и кога тој ќе заспие, најчесто тоа е во 11 навечер, за жал е ноќна птица. За жал. Тоест тоа е така од кога беше мал, така е навикнат, што мене ми одговара затоа што успевам да го видам и кога ќе се вратам од работа. Кога тој ќе заспие, тогаш си посветувам и неколку часа на себе си, на својата професија и гледам да научам текст, да прочитам или тоа што треба да се спремам и да се подготвам за наредниот ден. Навистина морам да признам дека барем периодов живееш еден турбулентен живот со оглед на многобројните активности кои што ги имаш, но сепак нели кога се сака и со добра организација се успева и се постигнува во животот. Така е, но сепак сметам дека не треба да се претерува. Например, еве ова е период каде што навистина ми се поклопија два проекти кои подеднакво ги сакам и ми се значајни и сакам да ми се случат и почувствував дека во еден момент навистина тоа ми одзема многу повеќе време отколку што претпоставував и мислам дека да, ќе ми се случуваат вакви работи, но ќе гледам да не бидат толку често поклопени затоа што навистина семејството е секогаш број еден, барем во мојот живот. Така, нели со самото стапување во брак, посебно кога ќе се роди дете, една таква убава радост, самиот живот си налага некои други нови обврски. Како се снајде ти во целата таа улога, односно во однос на домашните обврски? Колку имаш време, да сготвиш нешто, да почистиш низ дома? Каква си во однос на тие домашни обврски? Па се снаоѓам. Значи, мојот сопруг живее и работи во Скопје, значи ние сме малте не еден викенд брак. Веќе неколку години уназад, значи како дечко девојка, така функциониравме. На едно место се споивме цела една година кога се роди малиот. Бевме во Скопје и тогаш немаше кој да прави некои работи за мене, затоа што кога сум битола, многу често знам да ручам кај свекрва ми, свекор ми или кај мајка ми. Значи, за некои работи и друг често ми го бери гајлето, што викаат старите, но во Скопје се беше оставено на мене и мислам дека тогаш директно се соочив што е тоа што една жена ја прави. Жена, сопруга, мајка и домакинка. Сватив дека ништо не е тешко, доколку си добро организиран. Научив да готвам на 31 година, тоа морам да го признам. До тогаш знаев единствено јајца на 101 начин и тоа беше тоа. Сега можам да кажам дека супер се снаѓам во кујна, освен што готвам супер работи за нас, готвам и за мојот син нормално. Со сопругот се договараме и ги поделуваме обврските околу чистењето, пазарењето и така натаму, затоа што и тој и јас знаеме што значи да си има професија која што си бара навистина многу внимание и сега тоа е нешто што најчесто го правиме за викенд и го правиме со заеднички сили. Инаку навистина нема како да се постигне, да се биде секаде совршен. Така, навистина е за пофалба тоа што и вашиот сопруг ви помага во сите домашни обврски кои што ги имате. Спомнавте дека на 31 година научивте да готвите. Она што ме интересира, кој е она неомилено јадење или што сакате сами да си го подготвите? Во каква кујна, односно во каква храна уживате?
Јас во принцип не сум некој гурман кој што многу ужива во храна. Значи јас јадам затоа што морам да се прехранам, затоа што тоа е едно нормално човечко нешто што сите го правиме. Не сум љубител, значи навистина на храна, но сепак многу сакам да експериментирам и најчесто гледам има неколку страни на интернет кои што ги пратам, не знам, тести, готвиме со фичо, или нешто доколку ме интересира, не можам да го најдам на тие страни, гуглам. И многу се радувам кога експериментирам со храна која што не е својствена за нашите простори. Така да, не знам, испробувам различни работи и обично сакам јас сакам многу чудни вкусови, значи мешано благо, солено, кисело благо. Мене таквиот тип на салати и храни многу ми се допаѓаат и најчесто гледам експериментирам со таквите работи, но сепак она што најчесто го припремам е традиционалната македонска кујна, која што пак мене ми е вкусна и јас ја сакам да си ја јадам нормално и мислам дека е многу поздрава отколку некои други кујни кои што сакаме да си ги присвоиме. Така да пак ќе кажам, многу сум млада во кујна, само 1 година, али гледам она што ќе ме заинтересира, дали ќе го видам на интернет или на телевизија или доколку мажот ми посака нешто да испробаме, веднаш се впуштам и ми е мерак, кога правиш нешто со љубов, ти е мерак после тоа и да го пробаш. Така, колку внимаваш на здравиот начин на исхрана, бидејќи морам да кажам дека навистина изгледаш одлично, со оглед на тоа што пред скоро време, пред година и нешто се породе, воопшто не се познава дека се имаш породено, навистина си во топ форма. Ете колку влијание има здравата храна или можеби дали посветуваш време за некој спорт за да изгледаш вака одлично? Леле, ова е, значи срамота е што морам да признам дека јас апсолутно не внимавам кога станува збор за мене како се хранам. Значи јас од секогаш јадам се и јадам во тоа време кога што ќе посакам. Значи можеби мојата најголема мана е што многу често јадам после полноќ. Јадам леп, јадам работи кои што знам дека многу други луѓе ги избегнуваат. Тоа што изгледам така како што изгледам е дело на мајката природа, тука се гени во прашање, ги носам гените од мајка ми која што иако е сега повозрасна се уште изгледа добро. Она што можеби ме одржа дури бев во бременоста беше тоа што посетував йога часови, што би го правела да можам постојано, но за жал заради моите работни обврски кои што најчесто се поклопуваат во времето кога се йога часовите, тоа не можам да го правам. Сега некако си ветив на себе си дека сакам да почнам да вежбам, чисто заради себе. Јас немам што да слабеам или било како, но сметам дека заради здравје и заради една физичка подготовка која што ми треба многу често, баш нашата професија бара една физичка спремност, сакам да го правам тоа, но кога ќе се случи не знам. А инаку здраво готвам најчесто за мојот син, значи открив многу работи кои што досега не сум ги познавала во исхраната, од разни житарици, проса, маџуни и така натаму. Навистина не сум била запознаена со таквиот тип на храна, но сето тоа добро го истражив и го применувам, па знам често пати да пробам од она што ќе остане ако направам повеќе за него, но ако треба специјално за себе да готвам, мислам дека ќе се снаоѓам со храната, затоа што како што веќе споменав, не сум некој гурман па да уживам во добро зготвена храна. Значи јас буквално можам да јадам се и јадам во некои нормални количини колку да преживеам. Никогаш во животот не сум држела диета, сум имала и периоди кога нагло сум знаела да се поправам како студентка, баш од јадење на таа брза храна. Никогаш не представувало проблем. Ако малку се вратам на некој нормален режим, да ги изгубам килограмите. Така се случи после бременоста, апсолутно нити еден ден после раѓањето на мојот син јас не внимавав што јадам. Најчесто гледав да јадам количински добра храна, нормално за да можам да го дојам. И тоа некако природно и спонтано јас навистина се вратив и физички по килограми како и пред да останам бремена. Така. Маја Андоновска-Илиевски важи за, како што кажав во самата најава, за дама, жена со стил, каде и да се појавиш, навистина си препознатлива по твојот стил што го имаш и уникатна. Секогаш си средена од глава до пети, буквално каде и да се појавиш, како што кажав. Колку тоа за тебе представува од една страна проблем, постојано секојдневно да се припремаш и да изгледаш така совршено, но од друга страна сепак сметам дека секоја жена треба да си биде средена секогаш за да ја истакне својата убавина.
Проблем во ниеден момент не ми представувало. Ти благодарам на убавите зборови, уште еднаш ќе кажам. Значи, пак ќе кажам, тоа е веќе пред се и воспитување. Значи, јас од мала, веќе имам споменато во едно друго интервју, дека кога бев мала, обожавав да гледам како мајка ми се подготвува за на работа. И тоа беше еден ритуал, една церемонија за мене, која што ја доживував толку убаво и едва ја чекав да замени на работа и да ја го отворам гардеробот. И тоа беше за мене омиленото детско царство и претурав по нејзините алишта, облекував фустани, штикли. Некако претпоставувам дека со годините целото тоа нешто сум го присвоила. Кога треба да се појавам на некакви официјални настани, се разбира дека тоа бара една поинаков тип на подготовка, но секогаш со многу големо задоволство го правам нештото, со задоволство избирам екипа која што би ми помогнала. Морам да го споменам мојот пријател Андреј Ѓоргиевски, значи Андреј и јас сме екипа веќе неколку години, повеќе години, се запознавме при подготовката на една театарска представа. Мислам, јас го познавав Андреј затоа што Андреј е театарско дете, но кога сватив каков човек е тој, колку е талентиран за она што го студира, тогаш Андреј ми стана и мојот модно гуру, така да најчесто и со него се консултирам за тие посвечени пригоди на кои што треба да се појавам и да изгледам малку поинако од она што изгледам секојдневно. А она како изгледам секој ден, тоа е навистина една рутина која што секојдневно ја правам. Мене ми е дури и чудно кога да немам време да се средам. Јас никогаш не јас подобро ќе задоцнам 5 минути отколку да се појавам несредена, така. да. И јас морам да се согласам со тебе дека Андреј е незаменлив. Ете би сакала да упатам голем поздрав и до него. Колку за тебе е важно да носиш скапа и брендирана облека, парчиња на облека, или буквално се пронаоѓаш во она или го носиш она што мислиш дека е соодветно и дека би се чувствувала ти удобно во него? Значи во мојот гардероб има и поскапи брендирани парчиња облека, но има и парчиња облека кои што сум ги купила навистина за некоја смешна сума на пари и подеднакво ми се драги. Од никогаш не сум сметала дека скапата облека дека мора да носиш скапа облека за да изгледаш пристојно, убаво и модерно. Напротив, стилот и модата е нешто што сам избираш да го правиш, треба само да ја пуштиш фантазијата, малку да истражуваш пред се во себе си, затоа што не сметам дека она што модните трендови го налагаат ми одговара мене, на мојот стил и така натаму. Напротив, стилот е нешто што се гради низ годините. Така да во мојот гардероб, како што веќе спомнав, има парчиња кои што се веќе стари, неколку години, од она што е сега модерно, она што најчесто сега се го има по дуќаните, по излозите, гледам секогаш барем едно-две парчиња да си ја освежам гардеробата, но навистина не сметам дека скапото парче гардероба ќе направи да изгледаш посебно. Некогаш дури може да направи да изгледаш лошо ако не го одбериш правилно. Така, ти си препознатлива по твојот стил и морам да кажам дека представуваш пример за многу млади девојки, посебно тука во Битола. Би сакала да те навратам на твоите почетоци. За твојата приказна, како започна во овие актерски води, интересно е за тебе што тоа нели уште од мала започна да се занимаваш со музика, па малку подоцна се префрли за оваа професија. Пред се, што беше пресудно Маја Андоновска да прекине со музиката со оглед на тоа што еве тука го имаме вашиот брат, познатиот Димитар Андоновски, за да се насочите кон оваа професија во актерската улога? Јас со музиката немам прекинато. Тоа е исто така една голема љубов која што многу често и ми помага во професијата која што работам и ми е еден голем адут како актер, затоа што навистина работиме и представи во кои што музичката спремност и тоа како доаѓала до израз низ годините. Учев нижо музичко, пеев по детски фестивали во овој град, веќе добро не познаваат и мене и брат ми, но како средношколка, кога не одлучив да продолжам во средното музичко, се запишав гимназија општ смер и тогаш се запознав со една прекрасна професорка по македонски јазик која што ми ја всади толку многу љубовта кон убаво пишаниот збор, но пред се и кон театарот. И мислам дека таја е жената која што мене на некаков начин ме насочи кон театар. Како средношколка многу често доаѓа во театар, но и бев дел од драмската секција во нашата гимназија. И така некако се редеа аматерските представи и искрено кога веќе бев трета, четврта година средно, јас не ни размислував
што би бил изборот веќе беше направен и така се случува како што се случува работите понатаму. Но дека се откажав од музиката, не, тоа никогаш нема да се случи. Сепак музиката и театарот за мене се една целина без која што мислам дека едното без другото не би функционирало. Така, во секој случај, кога го поставував самото прашање, мислев во однос на професионалноста. Така, во однос на сцена и сето тоа ми е јасно. И пред скоро време нели имавме можност да ве видиме во улога на пејач по повод 72 години од основањето на Народниот битолски театар и морам да ги дадам сите комплименти бидејќи навистина одлично изгледавте на сцена кога ја пеевте песната. Имам тоа е една некако како лична, не знам дали е тајна или не знам како, нема да е тајна затоа што веќе ќе изговорам, но многу е различно кога сум на сцена како актер и кога задачата на сцена ми е да пеам. Искрена да бидам, таква трема чувствувам кога треба да пеам, што тоа не знам дали ако се одлучев музиката да ми биде примарна професија, не знам дали ќе бев успешна до тој степен затоа што навистина, значи во еден момент кога треба да запеам, мене ми се пресекуваат раце и нозе. Можеби тоа е така затоа што сепак тоа не е фах со кој што постојано се занимавам. Веќе неколку години до некое време, значи пеев и во градскиот хор Стив Наумов и тогаш бев многу посигурна кога требаше да пеам на сцена затоа што чувствував дека гласот ми е спремен, јас се чувствував посигурна, сега со врските тоа не можам веќе да го правам. И секогаш со една доза на страв, со една доза на несигурност да не утнам, да не испеам фалш и така натаму, иако сум многу музикална. И затоа мислам дека музиката супер ќе ми се наоѓа во театарот, а на брат ми нека му се наоѓа театарот во музиката, така сме поделени. Така да, само морам да признам дека пред неколку дена на прославата на Народниот театар воопшто не се запримети тремата која што ја имаше, добро можеби ти се ја чувствуваше, но на што се гледаше на сцената воопшто немаше трема. I'm leaving today.
можеш да се сетиш на твојата прва професионална представа тука во Битолскиот народен театар? Ете, сакам да го споделиме со нашите гледачи тоа искуство, какво беше пред се, нели сепак кога станува збор за некоја поголема улога, без разлика нели што си членувала во драмската секција во гимназијата Јосип Брз Тито, сепак верувам дека чувството кога ќе застанеш на сцена пред сета таа публика како дел од оваа установа која што е толку години најстарата театарска институција во нашата република. Ете какво беше чувството тогаш со твојата прва актерска улога? Мојата прва премиера се случи всушност во Штипски театар и не дека помалку ми беше значајно, но сепак тоа беше Штипски театар, тоа беше еден град каде што не се моите блиски луѓе. Некако уште од првиот момент кога се запишав на факултетот за драмски уметности, мојата најголема желба беше да се вратам и да стапнам во Битолскиот театар. Значи, една година пред првата премиера во Битолски театар, имав премиера во Штипски театар. И некако како веќе да бев подкована и спремна дека е време да ми се случи нешто и на оваа сцена. Бев што туку дипломирана, тоа е само еден месец после мојата дипломска представа на факултетот за драмски уметности. Ја имав и првата премиера во Битолскиот театар, тоа беше Осмото светско чудо, која што ја режираше сега покојниот професор Владо Цветановски, еден човек на кој што цел живот ќе се сеќавам со многу љубов, затоа што ме зеде. Тој не беше директно мој професор, но многу соработуваа со мојот професор и ние многу често соработувавме на факултетот, така што професорот Кирил Ристовски, и тој сега веќе покоен, и професорот Владо Цветановски се луѓето на кои што јас со голема љубов ќе се сеќавам дури сум жива, затоа што пред се многу добро ме обучија за театар, ме задоија со голема љубов за театар, а кога професорот дојде да режира во Битолскиот театар, многу широко ги отвори вратите во овој театар за мене. Ми даде главна женска улога, што беше за мене навистина. Мислам, тоа беше една групна представа, но сепак акцентот на две главни улоги беа женската беше моја, машката беше на мојот покоен колега Бошко Бозаджиевски и представата помина одлично. Значи публиката навистина позитивно изреагира на целото нешто и после тоа некако спонтано почна да се случуваат представа за представа и така некако неочекувано, но многу брзо станав еден голем дел од овој театар, затоа што за само една година јас веќе имав, мислам дека околу 6-7 премиери зад себе и некако си наоѓав некое свое место во овој театар. Некогаш подобро место, некогаш полошо, но сепак успевав да си изборам за својот простор. Така, се сеќаваш ли во колку актерски улоги досега си учествувала? Јас верувам дека се многу. И која е, дали можеш да издвоиш од сите тие театарски представи каде што си била дел, некоја улога која што тебе ти е позначајна, поомилена или има можеби повеќе такви? Сигурно имам над 40 премиери во Битолски театар. Искрено точната бројка не ја знам, но мислам дека во администрација и водат некакв тип на архива. Не е лошо од време на време да си проверам до кај сум стигнала. Бројката знам дека е околу 40, само не знам точно да прецизирам. Точно е дека сите представи кои што се случуваат се на некаков начин драги, но се разбира дека некои представи остануваат не подраги од другите, но едноставно остануваат многу силно емотивно врзани за мене лично. Има неколку такви представи и во овој театар и надвор од овој театар. Еве Осмото светско чудо ќе споменам и ја спомнав како моја прво стапнување на битолската сцена. Веднаш брзо после тоа ми се случи Обзрни се во гневот. Тоа беше представа на режисерот Јован Ристовски, представа која што изигравме 50 пати. Обележавме јубилеј од 50 представи, но изигравме 60 пати. Свирач на покривот. Еден огромен мюзикал со 130 луѓе на сцена. Исто бев една од поголемите улоги. Мюзикал, значи го спомнувам затоа што се пееше во живо, имавме оркестар, Скопска филхармонија, Ѓумар како диригент, Илинден ни беше, значи, дел многу народ и да се избориш да имаш едно супер место во представата, едно навистина преубаво искуство. После тоа обична приказна. Тоа беше и е една од навистина моите најдраги представи во овој театар, пред се заради тоа што беше одлична екипа,
таква магија меѓу екипа се случува многу ретко. Значи да споиш таа екипа и представата да изгледа така како што изгледаше е навистина реткост. Хамлет машина, слугинки. Ќе споменам представа надвор од Битолски театар, тоа е Трансферату, Љубовницата. Иванов, тоа беше последна представа која што играв пред да заминам на породилно искуство, на породилно отсуство, се извинувам. Не знам, можеби ќе заборавам некој и после ќе ми биде криво, но овие се вака првично што ми текнуваат по емоција, затоа што секогаш кога ќе ги спомнам, со едно треперење во душата како кога велат тинеџерите се заљубив, ми летаат сите пеперутки во стомакот, јас така се чувствувам кога зборувам за овие представи. Така, која е она актерска улога која што досега ти се нема остварено, по која што мечтаеш и те и сакаш во догледно време да ти се случи? Па не една, неколку се, но пак од искуството веќе 10 годишно на оваа сцена во Битолскиот театар, сватив дека она што силно се посакува, но пред се со добра работа и многу труд, вака или така се исполнува. Така да се надевам дека картите убаво ќе ми се отвараат и во иднина и дека многу работи кои што сакам да изиграм и ќе ги изиграм. И мислам дека се уште сум млада и дека времето е пред мене, така да нема да говорам сега конкретно за што се би сакала да изиграм, затоа што верувам дека животот ќе ми даде шанса и дека ќе играм многу од тие работи. Така, сепак нели целата актерска кариера е пред тебе, така уште многу години има. Со Битолскиот народен театар сте патувале насекаде, како многобројните представи во нашата земја, така и надвор од неа. Нема да те прашувам каде сте биле, но на што ме интересира од сите тие патувања, кој е она место кое што најмногу ти оставило тебе впечаток? Њу Йорк, но не бев со Битолскиот театар, бев со представата Госпогица Јулија, таа беше првата премиера од Штипски театар, во оној момент кога престана да биде представа на театар, стана независен проект и бевме одбрани од Министерство за култура како представници на Денови на македонска култура во Њу Йорк. Тоа беше еден магичен декември, еден цел месец декември во Њу Йорк, во кој што имавме само една представа и останати 30 дена за живење и искусување на магијата на тој град, можеби навистина едно од најдрагите сеќавања. Со Битолскиот театар, па не знам, Канада ни беше една навистина преубава турнеја, многу убаво дружење, бевме со обична приказна. Последната моја турнеја со Битолски театар беше Ростов во Русија, каде што тргнав веќе 4-ти месец бремена, јас заминав во студената Русија, но не е важно дали одиш во Њу Йорк или одиш, не знам, во Прилеп или одиш во Србија, Грција, во поблиските земји, сега ги споменувам. Многу е важно со каква мисла заминуваш на пат, многу е важно со екипата со која што заминуваш, како функционираш, со каква љубов тргнувате. Значи, мислам дека на крајот на светот да заминиш, ако одиш со една тага или со незадоволство од себе си, од местото и од колегите и од екипата, нема да ти биде убаво и магично. Сепак сметам дека она што го носиме во себе си како луѓе, кај да одиме, ќе го носиме тоа во себе. Ако е убаво, ќе биде убаво. Ако е лошо, пак ќе споменам на крајот на светот, на најмагичното место да одиш, пак нема да ти биде убаво. Пак нема да уживаш, така. Точно е тоа дека театарот многу често знае да не одведи до едни места и дестинации кои што не секој може да си ги дозволи да ги посети. Еве, заборавив да споменам, исто не бев со Битолскиот театар, но бев на еден проект за култура во Финска. Значи бев, ги почувствував тие бели ноки, исто месец, скоро, 3 недели бевме во северниот дел на Финска, бев и неколку дена во Хелсинки. Значи тоа се навистина земји кои што можеби никогаш приватно не би ги посетила. Потоа бев Корзика, исто како студентка на факултетот за драмски уметности на еден фестивал, 14 дена и во Ница и во Корзика. И од секаде, од каде што сум стапнала, си носам прекрасни спомени, сум запознала прекрасни луѓе со кои што ден денес комуницирам. Значи буквално сите места каде што сум била, имам барем по еден пријател со кој што сум во контакт
и со кој се надевам дека ете животот вака или така ќе не спои на некое место. Така, сепак тоа е нели она што останува сите тие спомени кои што ги имате и пријателствата кои што ги истекнувате во текот на тие патувања. И сега би сакала малку актерската улога, актерската работа да ја оставиме настрана, но сепак ќе се задржам на професионалниот живот уште малку. Вие бевте дел од најновите серии за старите македонски народни приказни. Имавте улога во турска серија која што се снимаше токму тука во Битола. Она што ме интересира е колку филмот е предизвик лично за тебе. За жал, многу малку ми се случувало филм. Дури премалку во однос на тоа колку јас сакам. Се разбира дека е предизвик. И со оглед на тоа дека кога некои нешта ги немаш, се повеќе мечтаеш да ги добиеш, така стана и со филмот. Навистина се надевам дека во скора, ако не во скора иднина, се надевам дека ќе ми се случи една убава филмска улога. Не мора да биде тоа главна улога или како да е. Сакам да ја почувствувам работата на филм, затоа што тоа ми се нема случајно. А во однос на телевизиските серии, значи јас снимав за турската серија Евледа Румели во Битола, снимам македонски народни приказни, сигурно и со нив веќе над 50, имам бројка над 50. Неодамна снимав и за новата македонска серија, бев значи во една епизода како гостин за македонската серија Преспав. Тоа се навистина ни прекрасни искуства. Пред се заради дружењето, заради поинаквиот начин на работа, значи за разлика од театарот кој што се случува сега и одма и е полн со енергија, жестокост, страст, филмот е една сосем друга уметност, еден комплетен опозит од она што е театар, но има една заедничка работа, тоа е пред се талентот и љубовта кон актерството. Токму затоа сакам да ми се случи филм, затоа што некако сега како што се поставени работите, сум повеќе актер кој што е на сцената во театарската сцена и актер кој што го има повремено на телевизиските екрани, но тоа се такви краткометражни серии, епизоди, приказни и така натаму. Мислам дека дражта и магијата што ја нуди снимањето на филм е нешто навистина посебно. Но за тоа се надевам ќе говориме во некоја друга емисија кога ќе имам малку поголемо искуство. Јас не дека немам, сум имала искуство на филмови, но тоа се навистина мали улоги со кои што не можам да се пофалам. Тоа било еден ден снимање, 2 дена снимање и реално кажано со 2 дена снимање не можам многу да се правам експерт и да говорам за филм и за филмска уметност. Иако пак ќе кажам голем љубител сум на филм и ајде ќе видиме како животот ќе ги отвара вратите на натаму. Така, јас се надевам и од срце ќе ти посакам оваа желба што ја имаш околу филмот да ти се исполни. Бидејќи полека се движиме кон крајот, она што ме интересира ако не беше актер и ако оставиме од друга страна музиката настрана, што би била? Можеш ли да се замислиш во некоја друга професија? Па сигурно ќе бев јавна личност, дали ќе бев новинар како тебе, дали ќе бев, не знам, пиар некаков на разни настани. Значи, она што мене ми е квалитет или она што го носам како талент, тоа е сепак сцената. Значи, иако на ова прашање сакав да ти одговорам, ако не бев актер, ќе бев актер, но ако веќе треба да ги исклучам, ако не постоја како професијите, да речеме музиката и актерството, па најверојатно ќе беше некоја повторна работа поврзано со медиуми, сцена, луѓе и така натаму. Само на самиот крај, кој е мотото кое што тебе те води низ животот? Имам неколку, но последниве години тоа е едно и тоа е главно. Да не дозволам ништо и никој на светот да направи да не бидам човек. Да останам човек ми е главното мото кое што ме води и за професијата, и за приватниот живот, па и кон надворешниот свет, кон кој што сметам дека како актер и како јавна личност, на било каков начин можам да влијам, без разлика дали тоа станува збор за хуманитарни настани, поддршка за заштита на животни. Значи политички никогаш не сум била активна и се надевам и си посакувам никогаш да не бидам, затоа што многу често моето гласноговорништво се поврзува на овој или на онај начин така, но не, моето гласноговорништво е од еден човечки аспект и се надевам дека тоа ќе расти и ќе старее заедно со мене
и дека можеби еден ден кога ќе бидам многу стара и кога некои луѓе ќе треба да се потсетат на мене, тоа ќе биде епитетот кој што ќе ги поврзува за мене. Маја, човек. Преубаво кажано за самиот крај, на вистина уживав во твоето друштво. Ти благодарам што си толку позитивна, толку спонтана, но од друга страна толку отворена. Ке ти посакам уште многу успех во иднина и сето она што го имаш замислено да ти се исполни. Ти благодарам на поканата и се надевам дека ќе имаме материјал за повторно да бидам гостинка во твојата емисија. Ете, тогаш можеби ќе говориме за филм или за некои нови работи кои што ќе ги открием од себе се, можеби успеси на оваа сцена и така. Така се надевам и ќе ми биде Ви на благодарам вистина уште голема еднаш, ми чест. беше драго. Јас сум прв пат гостинка во Мега телевизија и се надевам дека и нашата соработка ќе продолжи во иднина. Се надевам и јас исто, ти благодарам уште еднаш. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со јас. Верувам дека го задржавме вашето внимание до самиот крај. Ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте, се разбира, останете понатаму на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување.